259 телефонски комуникации биле прислушувани во текот на изминатата година. Пред Собраниската комисија за надзор, директорката на ОТА го презентираше извештајот за 2025-та. Во најголем број корисник на овие мерки за следење на комуникациите било МВР во 182 случаи, додека обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција побарале следење за 22 предмети. Остатокот од вкупниот број се однесува на секторот за безбедност и одбрана, чија статистика согласно закон не може да биде јавно презентирана. Покрај редовните контроли врз телекомуникацијските оператори, директорката потенцира дека се прават и внатрешни надзори за да се спречи злоупотреба на системот. Извештаите се доставени до секој од операторите со напомена дека секој од нив е должен да постапи по наудите и укажувањата на комисијата изнесени во извештајот веднаш и без одлагање, како што е тоа предвидено во законот, со цел отстранување на утврдените недостатоци и усогласување со важичката правна рамка. За работниците во ОТА во календарската 2025 година беше спроведена вкупно една дисциплинска постапка за работник во ОТА. Постапката беше поведена врз основа на утврдени околности за повреда на работен ред и дисциплина и непочитување на работните обврски во смисла на членот 82 став 1.1 од Законот за работните односи, како и согласно одредбите на интерниот правилник на ОТА. Според извештајот ОТА, иако лани имала на располагање буџет од 204 милиони динари, искористиле само 41% од парите. Во најголем дел за тековни трошоци и плати, додека само 5% биле вложени во нова опрема и модернизација на системот. Како клучни предизвици за во идниот период, Јаничевска вели ќе биде привлекување на дефицитарниот стручен кадар, но и измени во регулаторната рамка за ОТА да држи чекор со брзиот технолошки развој. По комисиската расправа, овој извештај ќе оди на усвојување на пленарна седница. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.